крајот на досадниот период во декември, всушност крајот на ноември и декември, со Пинк конференција Лузерфест се отвора Таксират фестивал оваа година. Се отвора програмата на Таксират фестивал, која што понатаму скоро секој ден ќе има посебни настани кои што завршуваат се до главното финале на 7 декември. На Пинк конференција. Да, малце повеќе ако може. Полизално во програмата и во настанот и во самата иницијатива. Прво морам да споменам дека се тоа 2 дена во кои што целосно го окупираме на некој начин МКЦ, сите простори во рамки на Младинскиот културен центар и Пинк конференцијата ја поврзуваме заедно со Лузерфест. Значи имаме од една страна дневна конференцијска програма во која што се вклучени панел дискусиите, работилници, предавања, проекции на филмови, шоукейс настапи, значи не бегаме од настапите во живо, туку ќе бидат пократки и практично вистински шоукейс настапи помеѓу паузите од панелите. А вечерниот дел од програмата во 2 дена е посветена исклучително на концертните настапи. Во петок на 27 тоа е првиот ден од Пинк конференцијата. Прво ги прочекуваме гостите кои што доаѓаат од различни земји од Европа, музичките гости. А на втората вечер и практично на затворањето на Пинк конференцијата оваа година остапуваме простор на Лузерфест и на 10 финалисти од младата македонска сцена кои што влегуваат во изборот за најдобри новогодинешното издание. Добро, кажи ми, оваа година на Пинк конференцијата, значи доста од учесниците се истакнати крупни ѕверки во фестивалските и музичките случувања тука на Балканот и пошироко. Многу повеќе пошироко од тие ќе држат предавања? Предавања. Нема толку фокус на предавања, затоа што во конференцијски аспект имаме убава придобивка да ги соочиме сите заедно на конкретни теми. Значи ќе бидат панел дискусии, ќе ја представат својата работа секако, ќе предавање во смисол затоа што сите ќе научиме можеби нешто ново. Меѓутоа нема и го избегнуваме тој соло пристап или монопристап кога е едностелно предавање во прашање. Тука сме на панели со најмалку 4 учесници како говорници и еден модератор на секој од панелите, па се до 6 на една тема, здружени на една тема. Во панел дискусиите дискусираат сите на различни теми. Темите опфаќаат алтернативна сцена, независна сцена, алтернативни простори, кој е односот помеѓу женската и машката работна сила во музичката индустрија, кој е проблемот на фестивалите, како да се промовираат бендовите денеска, кои се новите начини на промоција и дистрибуција на музика, имаме еден панел кој што е директно посветен само за македонската музичка сцена, односно каква е ситуацијата кај нас. На овој панел не сме сами во смисол дека сме само македонски говорници и гости, туку намерно имаме луѓе со огромно искуство зад себе од различни европски земји, соочени во една македонска тема, токму за да можат да го споделат своето искуство од дома, а и да презентираат како ним се чини однадвор кога ја анализираат македонската сцена и случувањата кај нас. Се на се тоа се вкупно 9 големи панел дискусии, секој на посебна тема. Термински како се дискусиите? Термински, мислам, временски. Временски колку се ограничени, значи секој панел во принцип не може да трае повеќе од саат време поради просторот кој што ги имаме временски на траење на дневната програма. Со тоа што во повеќе од половина час одстапуваме прво на дискусијата помеѓу нив, представување на говорниците. Има една дискусија која што во овие минути нели ја води модераторот пред се насочена кон говорниците со конкретни прашања и теми кои што се актуелни на секој панел поединечно, а на крајот отстапуваме барем најмалку 15 минути простори за публиката. И имаме една сигурносна база од плюс 15 минути затоа што знаеме дека некогаш некоја тема знае и да трае малку повеќе. Доста од настаните си се преплетени вака едни со други, музиката и... Секако, да. Значи ќе има избор на сите што ќе дојдат. Значи не значи дека ако во моментот гледате еден панел кој што можеби не ви е првично најинтересен, можете да го скокнете, во тој момент имате шоукейс настапи или филм или слушалница која што ќе се одвива во рамки на програмата на доста интересни имиња вака. Имињата звучни, би рекол. Тоа е концептот на една вистинска конференција по светските стандарди. Поентата е да ги имаме звучните имиња за да знаеме на вистина дека влегуваме во вистинска дебата и сериозно анализираме некој проблем.
во однос на имињата, претежно се луѓе од докажани луѓе од музичкиот бизнис од цела Европа, гостите ни се од повеќе од 22 земји од Европа. А во однос на препознатливост на публиката, затоа што пак се тоа ликови кои што за пошироката публика се секогаш зад кулисите кога станува збор за организирање на некој настан или промоција на некој бенд, па претежно ги препознаваат под производот кој што е нивни деловен продукт. Тука ни се директори на најголемите фестивали од Европа, тргнувајќи од соседството, нели, од Exit фестивал, па Сигет фестивалот во Унгарија, Eurosonic, Nordaslab конференцијата и фестивал во Холандија, доаѓаат представници од овој настан, Берлин фестивалот во Герман, Гластонбери фестивалот, значи скоро се што е значено на европската музичка сцена од аспект на фестивалите доаѓа со свој представник на ПИН конференцијата. Не се само фестивалите опатени, туку доаѓаат и промотери, букинг агенти, менаџери на бендови, доаѓа човекот кој што прв ги донел Нирвана, например, на европско тло и организирал првата нивна турнеја во Европа во 90-тите, а има работено покрај тоа и со бендови како Sonic Youth и многу други бендови преку барата. Кажи ми за Loserfest. Пин, значи, толку за Пин? Па мислам дека е доволно да ставиме нешто да... Има една важна работа за Пин, Ајде, која што сакам да ја потенцирам. Значи, вака може би на некој што е обичен посетител ќе му делува премногу сериозно или не знам дека е многу стручно определена дискусијата која што е опфаќа Пин конференцијата. Јас само ќе кажам дека се тоа пред се многу забавни, многу интересни ликови и луѓе. Мислам дека кај нас многу малку се зборува сериозно на оваа тема. Доволен доказ за тоа е што првата Пин конференција во 2012 година беше прва воопшто таква организирана кај нас и се уште е единствена и сега со второ издание. Само сакам да потенцирам дека присуството за сите отворено на Пин конференција, секако со претходна регистрација на сајтот на pinconference.mk, мора да го регистрираат своето присуство претходно за да дојдат на конференцијата. Меѓутоа морам само да упатам апел до сите музичари пред се кај нас, до млади музички работници, млади, искусни, без разлика, докажани, недокажани, кои што или допрво почнуваат нели да се занимаваат со создавање музика, музички работници, активисти, без разлика дали се тоа новинари, организатори на фестивали, пред се, секако тие пред се, значи новинари кои што работат со музика или било кои обични влюбеници во музиката, затоа што оваа конференција не е за нас, туку е претходно за нив, пред се за нив, се извинувам, пред се за нив наменета, затоа што тука директно имаат една ретка прилика да ги сретнат сите овие ликови што ги спомнавме, кои што се отворени за секакво запознавање и дружење. Еден повик до сите бендови да спакуваат промотивни дискови, CD музика, да дојдат и слободно да се чувствуваат дека може да придат на било кој од гостите кои што ги имаме, да се запознаат, да ја представат својата музика. Ако имаат дилема или било какво прашање што ги засега во однос на музичката индустрија денес, која што е актуелно, слободно да се вклучат во дискусија на било кој од панелите и така натаму. Супер, фала. Кажи ми сега нешто за Loserfest, која година е поред? Loserfest имаше една пауза од едно 5 години до преклани. Лани ја прекршивме таа пауза, ја прекинавме паузата и го возобновивме настанот. Има една историја Loserfest претходно на одржување и под друго име. Значи започна иницијатива како Loserfest, меѓутоа имаше некоја не толку среќна историја или минато во однос на тоа дека во првичните години на постоењето на Loserfest секој бенд што победуваше, скоро секој бенд што победуваше и нели добива награда да сними свој албум, се распаднуваше после тоа, или престануваше да постои. Стануваат звезди или што? Не постоја. Па едно време Ама Loserfest, доста познати имиња имаат да, настапувано на секако, Loserfest. да се скрши таа карма, Loserfest едно време се одржуваше и како Wienerfest. Ама мислам дека не е до тоа, не е до името. Тоа е само име. И од лани, значи, ја возобновивме оваа традиција под изворното име Loserfest. Оваа година се покажа дека имало и зошто треба да ја возобновиме цела иницијатива, затоа што на наша огромна радост се пријавија стварно голем број на бендови. Само 10 од нив влегуваат како финалисти. Тројца бендови всушност добиваат понатаму предност, победникот секако со снимање на албум и видеоспот од страна на Блаблатеда. Албумот го снимаат во студиото Марифет, а го издаваат под
капа на паспорт продукција. А останатите два бенда заедно со победникот, значи првите три пласирани бендови на Loserfest, сите нив ги испраќаме на најголемите фестивали во Европа. Дел од нив се токму овие кои што ни доаѓаат како гости на Пинк. Меѓутоа може и некои од другите бендови, секако дека може. доколку се покажат Оваа и година е особено атрактивна и не случајно всушност Loserfest го спојивме токму со Пинк конференција, затоа што да, ние го ветуваме тоа како услуга на сите, нели, првите три пласирани бендови, дека ја испраќаме понатаму нивната музика на фестивалите ширум Европа. Меѓутоа има една атрактивна предност оваа година Loserfest, бидејќи сите тие фестивали со своји представници, па не само фестивалите, нели, менаџери и букери, промотери се токму на Пинк конференција, во рамки на кои ќе се одржи Loserfest. Значи сите тие ќе ги просадат овие 10 финалисти во живо на самиот фестивал. начинот на гласање ќе биде дел од публика и дел од стручно жири. Значи предноста секако ја има публиката. Со секоја влезница за Loserfest, всушност самата влезница е гласачко ливче за Loserfest, се собираат на крај гласовите од публика. Бодувањето во најголем процент оди според гласовите од публиката. Влегуваат тука и стручното жири, кои што гласаат поединечно или секој за својот фаворит. И во случај, не знам, затоа што лани имавме таква ситуација на подеднаков број на бодови од публика и од жири. Победник е тој што има поголем број на бодови од публиката.